Транзитните центри во земјава не обезбедуваат хуман третман на бегалците, алармираше народниот правобранител. Тој како институција постојано барал од властите да се обезбедат подобри услови за живење на мигрантите и бегалците, бидејќи условите во двата транзитни центри, Винојук и Табановце, не обезбедувале хуман и достоинствен третман на оваа ранлива категорија на луѓе. Се додека немаат можност да ги уживаат овие права, почнувајќи од тоа слободно да се движат и меѓусебно да се разбират на мајчин јазик, да им се пружа соодветна здравствена заштита и да имаат право на бранител. Се уште сме далеку од тоа дека би значило хуман престој на бегалците, категоричен македонскиот правобранител Мемети. Министерството за внатрешни работи на Република Македонија сметам дека направи добар чекор, стоја прифати идејата на народниот правобранител по однос на одредени измени на законот за азил, а од друга страна пристапи кон подготвување на нов закон за азил кој би ги вклучил сите овие предизвици, сите овие меѓународни документи. И тоа е еден начин на кој еден чекор за придонес кон подобро справување со овие работи. Во Македонија во моментов има 220 бегалци. Дел од нив се сместени во двата посочени центри, но наместо во Скопскиот центар за баратели на азил како и предвидено, таму се околу 40 на бегалци кои побарале азил. Се поставува прашањето дали во тие транзитни центри има можност додека трае постапката за азил тие да ги остваруваат своите права. Не може властите во Македонија да се оправдуваат со тоа дека немаме доволно сместувачки капацитети кога се само двата центри во Скопје може да примат дури 300 бегалци, додаде денеска Мемети.